Наследивме нефункционална и банкротирана држава, изјави денес премиерот Христијан Мицкоски по повод 100 дена влада. Наследивме 20 милиони евра дупка во образованието и колапс на проектот за бесплатни учебници. Наследената банкротирана држава, безредија, закочена изгледба на автопатиштата, 4 милиарди денари долг кон земјоделците, 150 милиони евра долгови во здравството, 80 милиони евра дупка во ЕСМ, за останати плати кои не беа исплатени во македонски шуми и водостопанство. Наследивме потрошен годишен буџет за само 6 месеци, држава од која младите се иселуваат, 600.000 кои живеат само со 150 денари на ден и многу други горчливи проблеми. За Мицкоски првите 100 дена биле клучни од следните причини. Првите 100 дена не беа лесни, но беа клучен период во кој многу работи станаа јасни. Каде сме и каде треба да одиме и што е потребно да направиме за да стигнеме таму. Но најважно покажавме дека сме одлучни и посветени да се справиме со предизвиците без разлика на обструкциите со кои се среќаваме и проблемите и стапиците што се поставени пред нас. Мицкоски нагласи дека грижата за сите граѓани била првенствена. Работевме и подготвуваме стотици нови проекти. Се грижиме за сите. За најмладите, за нивното образование и за старите со првата половина од зголемувањето на пензиите и други нови проекти што ги планираме. Не ги заборавивме ниту земјоделците, ниту работниците, ниту наставниците, професорите, лекарите. Обезбедивме за прв пат бесплатни учебници за сите на време после долго време. За пасоши лични документи нема редици, покачивме пензии, исплативме долгови и за останати плати. За критиките кон владата Мицкоски изјави: Јас ги слушам тие критики и размислувам заедно со моите колеги од владата како да се подобриме. Секако идеално не може да е се, но ако секој од нас се обиде да увиди каде погрешил и преку некоја критика се подобри, тогаш ние ќе ја исполниме целта и ќе бидеме одговорна влада која што не престанува да го слуша гласот на народот.